Благодарам многу. Планот и програмата на СДСМ се план и програма за подобра и сигурна иднина, за сосема нова економска политика, за вистинска инвестицијска клима, за нови реални работни места, зголемување на минималната, но и зголемување на просечната плата, за владењето на правото и правната држава, за силно земјоделство, за повисоки пензии, за праведна социјална политика, за модерно јавно здравство и за целосно реформирано образование. Но пред се, она што ќе го промовираме е силна борба против корупцијата во Македонија. Младите се иднината на секоја држава и младите мора да имат можност и перспектива дома и затоа треба да ги создадеме први сите услови за една таква борба во која што ќе се остварат сите овие мерки и политики за кои што ќе збориме во следниот период. Младинска гаранција која што значи дека по завршувањето на формалното образование на секој млад човек во рок од 4 месеци, без да седи дома и без да има временски период од неговото завршување до излегувањето на пазарот на труд, да добие од државата или понуда за вработување, или понуда за тренинг, односно понуда за дополнителни квалификации, или понуда за продолжување на образованието. И за 320 најдобри бизнис идеи секоја година на секој млад човек ќе нудиме по 10.000 евра неповратни средства. Не се тоа средства кои што подоцна некој ќе им ги бара да се вратат, туку средства кои што се неповратни. Во Скопје имаме проектирано целосен студентски град. Во Битола, Штип и Тетово нови со целосна инфраструктура и придружни објекти универзитетски кампуси. Ќе уведеме единствен електронски систем преку кој што ќе се поврзат сите институции во државата, што значи дека на еден шалтер ќе може да се добиваат сите документи кои што се потребни да ги извадите. 140 милиони евра програмата на СДСМ, односно мерките на СДСМ предвидуваат за развој на малите и средни предпријатија. Од 20 милиони евра во првата година до 50 милиони евра во последната година. Само за споредба, околу 200.000 евра оваа година во овој буџет се предвидени за 70.000 мали и средни предпријатија. Токму на вие мали и средни предпријатија и на изедначувањето на домашните и странски инвестиции, на странските и домашните предпријатија, изедначувањето во сите услови лежи развојот на македонската економија, зголемувањето на економската активност и на вработеност. Ќе инвестираме во болниците и ќе го задржиме болничкиот персонал. Лекарите ќе им ја зголемиме платата од 100 до 150%, зависи од тоа колку им се сега примањата, со цел тие да не бегаат во приватните болници и да не бегаат во странство. Субвенциите ќе изнесуваат 160 милиони евра, тие ќе бидат распределени навремено, тогаш кога на секој земјоделец му е потребно да вложува во земјоделското производство, ќе бидат насочени кон вистинските корисници и тие ќе бидат дадени онолку колку што се ветени. Ќе се направат 600 километри автопатишта и експресни патишта, 550 километри магистрални и локални патишта и 1000 километри локални патишта. Работите ќе бидат јасни, Никола Груевски заминува, народот се охрабрува, затоа ве повикувам и тука од Елчево да дадеме се од себе, како што тоа го направи председателот Заев, да помогнеме сите заедно оваа битка да ја добиеме. Благодарам на вниманието и на тоа што бевте домаќини.